Зголемувањето на пензиите се прави според системско решение кое пак е според швајцарски модел, изјави премиерот Димитар Ковачевски на барањето на пензионерите. Се направи системско решение заедно со Сојузот на Сдруженија на пензионерите, партијата на пензионерите и сите други, кое што е направено врз основа на швајцарскиот модел и кое што овозможува 2 пати годишно зголемување на пензиите согласно со растот на трошоците на живот, инфлацијата и растот на просечната плата. Во однос на барањето за линеарно зголемување на пензиите, Ковачевски потенцира дека тоа би било и неправедно и неуставно. Пензијата е право одработен однос. Вие не можете да израмните некој што плаќал 15 години стаж или 15 години стаж на минимална плата и некој што плаќал 30 години стаж на многу поголем износ. И да кажете сега тоа е исто. Зошто? Бидејќи пензијата е резултат на годините стаж кој што ги имал секој поединец и висината на уплатата која што ја правил. И тоа е уставна категорија. Доколку линеарното зголемување се оствари, тогаш последиците по сите би биле несогледиви, бидејќи системот тоа не може да го издржи, објасни Ковачевски. Доколку се реализира вакво нешто, тоа би значило дополнителен трошок на фондот за пензиско осигурување годишно од 220 милиони евра. Тој нема да го издржи тоа. Меѓутоа тоа значи дека и тие што уплаќале 30 години стаж со повисоки износи дека нема да можат да земат пензија. Владата, нагласи Ковачевски, сепак ќе формира тим кој заедно со експерти и представници на пензионерското здружение ќе работат на минимална пензија.